Здраво, Македонија! Денес е 8 август. 8.8.2025. Пред 6 дена беше 2 август. Илинден, денот на македонското Илинденско востание. Односно, денот кога во 1903 година македонците и побратимите се дигнаа на борба за ослободување од 5-вековното турско робство. Бидејќи немавме некој како Русија, например, да не ослободи и нам, како што ја ослободија Бугарија, за после да им биде слуга на Балканите. Напротив, нашите најдобри соседи од истокот правеле во тој период се што можат за востанието да не успее. Со цел македонскиот народ единствениот спас во иднина да го гледа во помош од Бугарија и спојување во една држава. Добри соседи, што друго да се каже. Сепак, и покрај тоа што работеле против Илинденското востание, тие немаа никаков проблем годиниве за нас да го преименуваат во Илинденско-преображенско, што е класична форма на историски ревизионизам со геополитичка цел да се релативизира, негира македонскиот идентитет и да се вгради во бугарскиот национален наратив. Бугарија го прави тоа систематски, користејќи ја заедничката рамка Илинденско-преображенско востание како инструмент за културно и политичко влијание. И сега, ајде да видиме како Бугарија па го виде 2 август низ призма на националните телевизии таму. Започнуваме со најгледаната, државната бугарска национална телевизија, Прв канал, Централни вести од 2 август. Стотици доброволци помагат при разчистването на опожарените имоти в Трънско. Влязоха в сила нови правила в Европейския съюз за прозрачност на изкуствените интелекти, като ChatGPT и Gemini, за да не създават рискове за хората. От традиционния събор на БСП Обединена левица на Бузлуджа, възможно ли е Илияна Йотова да е кандидатът за президент на социалистите? Доброволци во гасењето пожари, нови правила за вештачката интелигенција, собир на бугарските социјалисти. Тоа беа настаните на денот. Илинден няма го никаде, не съществува. Ни Илинденско-преображенскиот фалсификат го нема никаде, а Илинденско што го нема. Ама може би на 2 канал на БНТ ситуацијата ќе биде поразлична. Ајде да ги погледнеме вестите и таму. Добър ден, вие сте с регионалните новини на БНТ от студиото във Варна. Аз съм Петко Петков. Ето и акцентите. Разпуснаха Общинския съвет в Пазарджик след решение на съда. Какви са мотивите? Зачестяват повредите на електрическите табла през лятото. Защо е важна профилактиката? Нашествие на комари в Пловдив. Започваме с актуална информация за пожарите в Пирин. Распуштен Општинскиот совет во Пазарджик. Зачестени повреди при работа на разводни табли. Зошто е важна профилактиката? И најважното, наезда на комарци во Пловдив. Се тоа се разбира поважно од Илинденското востание. Ни секунда вест за некаква прослава, исто како и на првиот канал. Ни секунда. А знаеме и зошто, бидејќи прослава од државата нямаше. Но може би на Нова ТВ ситуацијата е поразлична. Рано сутринта доброволци помагат на хората в изгорялото трънско село Рани Лук. А в Пиринско нови обходи в търсене на активни огнища. Опасението е огънят да не тръгне отново. Обвинение за румънския шофьор, причинил тежката катастрофа с 10 ранени в прохода на републиката. Мъжът е задържан. От поляните на Бузлуджа левицата с равносметка за участието си във властта и възможното участие в президентските избори до година. След заявката на Доналд Тръмп, че ще премести ядрени подводници по-близо до Русия, има ли официална информация за ходовете на президентската администрация? И още след 2 безплатни антибиотика за деца до 7 години ще има ли и други препарати за сметка на държавата? Повторно доброволците за пожарите, пожарот во Пирин, обвинение за романски шофер, собир на левицата, плановите на Трамп и бесплатни антибиотици за деца. Ова се вестите на денот, сите поинтересни и за оваа национална телевизија. Од помислата да кажа збордва за Илинденското востание и одбележување на 122 години од истото. И за крај уште една национална телевизија, BTV. Ето водещето в събота, 2 август.
Обвинение за румънския шофьор, виновен за удара с 10 ранени в Хаинбоаз. Пламна и на северозапад. Илияна Йотова и Наталия Киселова, възможни кандидат-президенти на БСП. Цените на стоките и услугите в Румъния скочиха заради новите косвени данъци от август. Извиха се опашки за бензин. Лунар на морския бряг и днес първата вечер на светлинния спектакъл премина при огромен интерес. Романскиот шофер, нови пожари, собир на левицата, ценовен шок во Романија, луѓе, во Романија цените пораснале. И вест за некакво забавно лајт шоу на морскиот брег. Браво! Цените во Романија важни и линденско востание, јок! Националните телевизии во Бугарија на 2 август. Сепак, вашето омилено истражувачко новинарско перо, односно јас, барав и најдовре една голема прослава за Илинден во Бугарија. Па да ја погледнеме, драги мои, се одржува во градот Дупница. Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Върховен македоно-одрински комитет провеждат най-мащабната съвместна въстанническа акция, останала в историята като Илинденско-Преображенското въстание. Хиляди българи въстават, водени от любов към род и земя. В знак на признателност венци и цветя ще поднесат. Цветя от кмета на община Дупница господин Парван Дангов. Ги преброив јас за вас, да не се секирате. 22 гости, плюс водителката, 23. Тоа е големото одбележување на Илинден во Бугарија 2025 година. На детски роден ден има дупло повеќе луѓе. Толку реално им значи нашиот голем, најголем празник. Толку им значило и во 1903 година и помалку, а и годините потоа, да бидеме реални. Не го славеле тие бугарите, зборувам, Илинденското востание, туку македонците кои пребегале таму се организирале сами низ годините. Па на еден таков настан не подсетија годинава и нашите од Омо Илинден Пирин и на Фейсбук објавија. За многу години денот на македонското Илинденско востание. Ви го честитаме празникот со досега необјавен исечок од весникот Илинден од 30 јули 1921 година. Подосна преименуван во Илинден, печатен во Софија. По кој знае кој пат да го разбиеме бугарскиот фалсификат, дека востанието се нарекувало Илинденско-Преображенско. Ниту еден револуционер во ниту еден свој допис не зборува за Преображенско востание, туку строго за Македонско-Илинденско востание. Па така и овде читаме. По повод годишнината од големото Македонско-Илинденско востание. Во недела на 31 август Друштвото Илинден презема иницијатива за негово свечено одбележување заедно со македонските братства и здруженијата со следната програма и така натака и така навака. Македонското Илинденско востание, кое од пред некое време се обидуваат да го фалсификуваат како Илинденско-Преображенско, а не го ни славеле. Речи си до нацифашистичката окупација на Македонија во 1941 година. После окупацијата на Македонија решаваат да ги прават врските со локалното население, со македонското, кое тие го нарекуваат бугарско, во обид да го бугаризираат народот, присвојувајќи го Илинденското востание, кое предците на соработниците на нацифашистите сакале да пропадне. Но дури и овие потршковци и другарчиња на Хитлер не го нарекуваат Илинденско-Преображенско, бидејќи такво не постои. Доказ? Нема проблем. Еве видеофилм од 1942 година од државните архиви на нашите добри соседи, кога тие беа добри другари во скутот на Адолф Хитлер. Едно от най-скитните села в Ардинска околия, село Давидково. По случай годишнината от Илинденското въстание, в селото се отслужва панихида и молебен. Подвигът на илинденци ще остане да грее като пътеводна звезда през вековете и ще сочи пътя на българския народ. Видиш, дури и фашистичките окупатори го нарекувале Илинденско востание и изборувале за илинденците. Се разбира, како и нивните наследници тврдат дека било бугарско востание, но барем не го преименуваат како овие со неофашистичките тенденции денес. А истиот наратив од времето на фашизмот
живее и денес, без гајле. Политичарите можеби некогаш не се доволно внимателни, се зборовите со кои премиерот Зоран Заев преку Фејсбук тргна да ги смирува страстите во Бугарија по неговата изјава дека Илинденското востание е македонско. Изјавата предизвика реакции кај неговиот бугарски колега Борисов, кој му порача на Заев да си ги мери зборовите, оти на Македонија кај треба гласот на Бугарија во Советот на Европската унија. Шефицата на бугарската дипломатија пак изјави дека Илинденското востание може да се рече дека географски е македонско, но историски е бугарско. Заев во постот не ги споменува изјавите околу Илинденското востание и реакциите во двете земји околу тоа, но напиша дека политичарите некогаш прават грешки. Некогаш правиме и грешки, но ве уверувам дека тоа е само невнимание, затоа што искрено сакаме соработка и пријателство, како што тоа го подпишавме во договорот за добрососедство и пријателство. Ќе се извини што ќе прави. Се правеле грешки, вели Заев, а грешката му била што Илинденското го нарекол македонско востание. Иако фашистите ги нарече администратори, наследниците на идеологијата кои и во 2025 година негираат наше постоење, не беа задоволни. Не може Бразаев селективно да ја чита историјата, мора и Илинденското да биде бугаризирано. И после се чудиме, нели, како му дошла идејата Македонија да се вика Илинденска пред да стане Северна. Сигурно брат му Бојко му помогнал во изборот на тоа предлог име. Не и се, сума сумарум, бугарските телевизии немаа ни секунда за Илинденското востание. Бугарската влада, председателот, фамозниот Радев, збор не кажаа за Илинден. Но 23 луѓе во Бугарија го одбележаа сепак како бугари. Повеќе од нив, повеќе бројни од нив, го одбележаа во Бугарија, но како македонци, во организација на Омо Илинден Пирин и другите неколку забранети друштва и организации на македонците во Бугарија. Една од точките на собирање беше селото Мосомиште, каде беше одржана литургија во спомен на загинатите илинденци. Браво за македонците од Пиринскиот дел на Македонија и од цела Бугарија. Едно од тие забранети друштва на македонците во Бугарија, кој имаше своји представници на овој собир, е и клубот Никола Вапцаров од Благоевград, кој пред 10 дена доби нова честитка од судот во градот на современа модерна Бугарија, во градот во кој никако не може, не успева да се регистрира како македонски културен клуб. Експрес МК пренесува дека е отфрлена жалбата против декларацијата на Советот на општината, која пак декларација е против македонскиот клуб. Значи, отфрлена е жалбата на клубот Никола Вапцаров против декларацијата на Советот. Односно, тоа што Советот на Благоевград донесе декларација во која македонската нација ја нарече вештачка творба, судот утврдил дека не било дискриминација врз основ на убедување и етничка припадност. Инаку, во таа декларација, Советот на Благоевград вели и дека единствената причина за постоењето на македонската нација била да служи на интересите на болшевичката партија, на Советскиот сојуз и на целите на туѓа држава. И овие модерниве современи бугари и европјани велат уште повеќе за нас како бугари и жители на Пиринска Македонија е исклучително голема навреда и провокација на еден голем бугарски поет, си го питам, знаете што, како Никола Вапцаров, да му се насадува туѓ национален идентитет. Водени од сето тоа, ние од Советот на општина Благоевград сметаме дека создавањето на конкретниот центар во нашиот град е, што? Груба провокација и демонстрација од страна на нелегитимни организации кон нашето право. Се додава во декларацијата во која се оценуваат како грубо газење на уставот и на законите на Бугарија сите дејства за создавање организација во која група луѓе се самоопределуваат како малцинство во нашата национална држава, велат овие современиве европејци. Овие велат дека ние сме ги дискриминирале кај нас, иако вакво нешто нит постои, нит постоело. Овие велат дека имало 217.000 бугари кај нас, иако на попис е 3.500. Овие за кои нашето постоење, според нив е грубо кршење на нивниот устав, во 2025 година мислат дека може да не натераат да го промениме нашиот идентитет. Овие кои 10 секунди на Илинден не му посветија годинава, тврдат дека било најголемо бугарско востание. Овие. Но идентитетот е како шило. Кај да е, ке пробие. Одиме со улично новинарство, кога веќе потфрлија телевизииве кај соседите. Време е за анкета на тема идентитетот македонски шило опасно. Локација, центарот на Софија, Витошка. Ти искаш директно за секс да си говоря? Да, искам директно, абсолютно само единствено за секс. Правила ли си тройка? Да, в Щатите бяхме. Да не е било с
С черни. С още една българка, Нинчето се казва, и с един македонец. Нинчето ме викна горе в стаята и аз викам, добре, аре. Били правил секс за пари? Да. Брат. Много са ми дари 1500 лева. Мајсторе, така се навлегува длабински во ткивото на негаторот. Не со агресија како нив, не со закани и блокади, не со вето, туку со добра мисла, позитивна енергија, со љубов. Па нема такви 1500 евра кои може тоа да го купат на човек. Туку кога ќе си настроен позитивно, сите ќе ти речат, како и другарката на Нинчето, добре аре, чиме со македонец, одиме. Мала, но значајна победа. И ако се насмеавте, подгответе се за нова анкета која нема да ви биде смешна. А ја пуштам бидејќи мора да ја погледнете, за да не живееме во меур, туку во реалноста, која мора да се промени. Инаку, џабе е се што зборувавме до сега. Па, добро вечер, чичени, од мене од централното градско подрачје на Охрид. Шо правиме вечерва? Ја излегов дека снимам по некоја анкета да продолжиме традицијата од лани, односно лани беше историја, овој пат да видиме како ќе бидат со географија. Не се тешки прашањата, се basics основни, ама све нешто ми кажува дека ќе се изненадиме. Ај по мен, дали знаеш чиво е ова знаме? Саудитска Арабија. Со кој граничиме на себе? Исток, Ме запад, вади север, сега! југ. Како исток, запад, север, југ? Не знам. Кој е ова знаме? На која држава? Саудитска Арабија. Не слушај се, Не, се знам што за која А ова? Мексико. Што е 8 септември? Историја не знам. Не е тоа историја, тоа Па е... и добро, и за Македонија историја не знам. Па Географија само 8 септември, кој ден е? Што се десило на 8 септември? Не знам. Се самостоела Македонија. Добро, тоа треба да поучам. 8 септември. Треба да поучам. А ова треба у прво оделение да го знаете. Со кој граничиме на исток? На исток граничиме со Албанија. Со Албанија, брат. Панжи. Исток кореспондира со која рака твоја? Ау, со Бугарија. Сечи. Образовниот систем у колапс. Колку зраци има македонското знаме? Сонцето. Замисли го македонското знаме? 86. Сега 8 или 6? Браво, бе. Како? Полека, шо е 8 септември? На ослободување нешто. Нај размисли, можеш. Срамота е ова. Ова е резил. Што е 8 септември? Стварно не знам. Брате се намно. Абе, аман бе. Има ли на TikTok? Сегде ке те има. 8 септември, ден кога настанала Македонија. Не настанала, ама што направила? Па добила самостојување од Така Југославија. со кој граничиме на север? Чекај. Како беа са исток, запад? Чекај. Со Чешка? Не. Со Чехословачка? Абе, с кога граничиме на север? А на исток? Кај е исток? Исток е на десно. На десно. Значи, со кој граничиме? Со Албанија. Не, Бугарија. Ај бага, ај, тебе најлесното. Абе, најлесното. Терај. Може? Шо е 8 септември? Сега вас кој ќе ве грабнам. Леле. Абе, има и полесни. Добра, ајде, Хуго, дој, ти имаш иста мајца ко мојата, дој. Дој. Ти, браво, ти си најхрабар од сите. Шо е 8 септември? Ден на независна држава на Македонија. Така е, гледаш, црепои. Колку зраци има македонското знаме? Сонцето на македонското знаме. 8. Кои македонски национални херои се споменуваат во химната? Пито Вули, Дами Груев, Никола Карев, Јане Сандански. Ајде ти, браво, гледаш колку е храбра девојката. Што е 8 септември? Празник на Република Македонија. Ама што се случило на 8 септември? Ти? Пробај. Не ми текви. Што е 8 септември? Кој празник? Знаеш, знам дека знаеш. Нешто за Македонија. Сега нешто за Македонија. Не знам. Што е 8 септември? Што е 8 септември? Создавање на Македонија. Па не е баш создавање, нешто со Македонија, ама близко си. Ослободување на Македонија. Близко си, шо може да ако не е џаб? Можда не е. Ај ше еднаш. Прогласување на независност. Колку беше тешко. Кои македонски национални херои се споменуваат у химната? Кај? У химија. У химната? Гоце Делчев. Добро. Пито Гули. Добро, другиот кој беше? Не памтам. Запреј си ја химната, знаеш химната? Не? Не знам. Јане Сандански. И уште еден. Дами Груев. Со кој граничиме на север? Севера доле. Грција.
Србија. А на југ? А на запад? На југ со Грција. На запад? На запад е лево. Не. Ти може би знаеш. Запад. Запад? Албанија? Да, Албанија. Да, Петки све комплет. Што? И јас две. А географија имате у школа? Да. А историја? Ја. Браво, бе. Што е 8 септември? Првите пушки. Ти? Првите пушки. Првите пушки и ти викаш? Чие е ова знак? Јамајка. Чие е ова? Мексико. Чие е ова? Арабија. Така е. Како од пушка? Кажи ми, што празник е? Што е 8 септември? Сами беше во мојот. Како ле знамето на Саудиска Арабија го знаете, не знаете што е 8 септември? Ден на Република Што се Македонија. случило? Така е, Ден на Републиката, ама што се случило? Заборав. Ден на осамостојување. Не се осамостоили од кого? Од... Не знам. Да, турското робство. Што е 8 септември? Ден на ослободувањето на... Близко си, ама не е ослободување. Чекај, 8 септември. Ај, Трендо, повикај пријатно. Нешто се случило со Македонија и со Југославија. Македонија излегла Југославија. Не се самостоиле на 8 септември. Па реков, не реков, само... Да си здрава и жива. Што е 8 септември? 8 септември? Не, што ме фату велја. Стој, сврти камера. Момци, што е 8 септември? 8 март. 8. Само што стана познат. И ти мислиш дека 8 март 8 септември? Да. На Google проба да најдеш што е 8 септември. Нема потреба од коментар. Кај е север, кај е југ, колку зраци има сонцето, текстот на химната 8 септември, 2 август. Младино, оправи се. Родители, реагирајте. Наставници, уште повеќе. Ова е срамота. И на тема образование одиме и со разговорот во студио. За приватните верзус државните универзитети, за приемните испити, строги или меки селекции, распродажба или заслужување дипломи. Имаат ли иднина и работа младите во Македонија? И каква? Како до неа? За сето ова ќе разговарам со човек кој раководи, менаџира една високообразовна институција. Се вика Александар Клашниновски и е генерален менаџер на Brainster Next коледжот. Многу умно момче со богато искуство, кое ќе ви биде кејф да го слушнете. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Петок вечер, августовска, летна, топла. Нема подобра комбинација од тоа еден охриганец и стружанец да седат во Скопје и да разговараат, но ќе разговараме на важни теми, бидејќи покрај другото месец август, освен што е месец на одмори, период на уживање, за оние кои што треба да запишат факултет, баш и не е така, бидејќи размислуваат на тоа каде ќе ја продолжат својата образовна иднина, од која што пак им зависи и иднината генерално, општо животот, кариерата, приходите и така натака. Значи, на тема образование, изборите кои што се пред младите, пред средношколците, односно идните студенти, но и нивните родители, како важен елемент во алката на одлучување, ќе разговарам вечерва со генералниот менаџер на Brainster Next коледжот, приватна високообразовна установа, Александар Клашниновски, со кој што ќе разговараме генерално и за оно што тие го работат, но и генерално за условите кога е во прашање македонското образование, како се носат изборите, какво искуство имаат тие и можеби ќе помогнеме некому од вас да ја донесе одлуката која што е пред него. Александар, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, Богдан, драго ми е што овај петок вечер го поминувам со тебе, иако како што кажам, можеби Струга и Охрид се подобри опции, меѓутоа имаме важна тема за зборување. Токму така, нели, за да може еден ден да дојдеме до Струшките вечери на поезијата, да бидам коректен како домакин. Вие не предавате компаративна книжевност на Brainster, меѓутоа, нели, треба човек да се образува за да ги достигне тие уметнички височини. Сакам да разговараме на оваа тема, бидејќи да, како што кажав и во воведот, иако за повеќето луѓе овој период е период на лабавење, кај вас баш и не е така. Под кај вас, мислам не само на Brainster како Next коледжот, како една од приватните високообразовни институции, туку генерално и сите факултети државни, приватни,
овој период се занимавате со подготовки за како втор уписен рок му доаѓа? Така доаѓа последен, да кажеме, уписен рок, бидејќи генерално, значи, доаѓа периодот пред почеток на академската година, која што започнува на сите високообразовни институции на 1 октомври, веќе привршуваат одморите, традиционално кај нас до кај 10 и 15 август, така што сите оние кои што не се решиле каде ќе студираат до сега е последниот рок. Да кажеме, ние по принцип ја запишуваме во текот на целата година, бидејќи сакаме да сме активни во тој дел, да стигнеме во сите средношколци со презентации во средните школи и така натаму. Меѓутоа, стандардно во нашата држава, во Македонија, е дека уписните рокови се во овај период, крај на август, почеток на септември. Што значи тоа запишувате во тек на цела година? Прифаќате апликации? Прифаќаме апликации, така, но не може јас во март да почнем да студирам на... Не може, мислам тоа си е и регулирано со закон за високо образование. Вие сте акредитирани од страна на Министерство за образование, одбор за акредитација со почеток со решение за акредитација, решение за почеток со работа и како што важат правилата за сите факултети и универзитети, истите правила важат и за нас. По закон за високо образование, значи учебната година се почнува од 1 октомври, точно има време трајање кој што е исто определено со закон, ако не се лажам, еден семестар е 15 недели, 2 семестри, така натаму, како за сите, со тоа што нормално се објавуваат и конкурси, меѓутоа и предуслов за да се запишеш на факултет се државните матури, и да се комплетира образованието, свидетелства, државни матури и т.н. Меѓутоа, ние го почнуваме понапред процесот за да можеме да ги идентификуваме сите добри студенти, сите кои што имаат желба да се запишат во онај дел кој што е наш фах, да кажам, IT и дизајн науките. Ќе зборуваме подетално за процесот на апликација и кај вас, но ајде на почетокот само накратко една брзинска лична карта. Еве, оние кои не знаат само оние што не се наши пријатели, јас и ти се знаеме од деца. И знам како си го поминал твојот образовен и работен стаж, но накратко ти си еден од луѓето кои што, ајде, од можност за кариера во белиот свет, односно, нели, имаше кариера и на Блискиот исток, така? Така. Но реши после да се вратиш во Македонија и токму да го прифатиш предизвикот да водиш една високообразовна институција. Дали и денеска тоа ти се чини како добра одлука? Кон секоја одлука си има добри страни и лоши страни, меѓутоа никогаш не сум се покајал во тој дел. Мислам, работењето во странство, нарочито конкретно во мојот дел на Блискиот исток, односно оние GCC држави, Дубај, Абу Даби, Саудиска Арабија, беше огромно искуство и може би некојаш друг пат пак ќе ме наведе патот таму. Меѓутоа, како што се има и таму предности и предизвици, има и кај нас предности и предизвици, меѓутоа она што е посебно во овај дел е што генерално ние сите работиме за пари, мислам, нема зошто тоа да го шминкаме, да го правиме, меѓутоа кога си на ваква позиција има една дополнителна мотивација, пошто чувствуваш дека правиш нешто за државата, благородно и за твоите студенти и нешто што после 10, 15, 20 години може да направи огромна разлика и се надевам дека веќе ја правиме и ќе продолжиме да ја правиме таа разлика. Океј, после твојата лична карта, накратко една лична карта за Brainster Next College. Годинава имавте првата генерација на дипломци, нели имате студии по 180 кредити, така 3 годишни. 3 годишни до дипломски студии, бачелор студии, 2 студиски програми, едната е софтверско инженерство и иновации, втората е дигитален дизајн и интерактивни технологии, што всушност се фокусира на графички UI UX дизајн и од тој аспект е единствена во Македонија, па мислам и на Западен Балкан. Од тој дел најблиску мислам дека има во Хрватска. Прва практична високообразовна IT установа со фокус на IT технологија и дизајн. Постоиме 3 години, во моментов имаме 170 активни студенти, после овај уписен рок ќе имаме
околу 250 активни студенти, здравие Боже. Значи како што стојат работите сега за сега, као што кажа, првата генерација почна во 2022 година. Веќе ги имаме првите дипломци, не е огромен број, значи првите тројца дипломци во јунската сесија дипломира, понатаму значи останатите кои што успеа да стигнат од прва до трета година, бидејќи као што може да замислиш нема 100% проводност, бидејќи нашиот начин и нашата методологија практична на студирање е прилично ригорозна и од практичен и од академски аспект, бидејќи на крај на денот во овие професии многу побитен е делот на знаење и познавање него делот на диплома. И тоа е нешто ние што го воведовме и драго ми е да кажам и тука официјално дека од сите студенти од софтверско инженерство и иновации првата генерација што стигнаа до трета година веќе имаме 100% вработување. Значи сите се веќе почнати или на пракси или на работа и тие што не се дипломирани, што не е случајност бидејќи нашата програма е така направена, значи налик на она дуално високо образование кое што веќе во трета година нарочито шестиот семестар се адаптира, значи наставната програма се адаптира на можноста дека студентите веќе имаат и задолжителни пракси, веќе почнуваат со работа, така што го адаптираме наставниот процес на работниот процес. Што значи тоа? Тоа значи дека грото од предавањата се попладне, има дел и хибридни предавања и т.н. така што значи целиот наш процес е таков да направиме од нула до вработливи студенти во текот на образовниот процес. 100% вработување на па и кампања, но максима која што ја имате усвоено, односно дека малте не гарантирате вработување за сите студенти кои што ќе успеат да дипломираат. Кои што ќе успеат да дипломираат. И претпоставувам, сега може да го поставам на прашање во однос на митовите за приватните универзитети, приватните коледжи. Ти си стружанец, имаме примери во Струга, сосема случајно ми текна. Но и низ цела Македонија на случаи кои што создаваат едно чувство кај потенцијалните студенти или кај нивните родители, бидејќи приватните коледжи генерално се поскапи и нели некој треба да плати се. Средношколци сами кај нас нема. Ние немаме онаква опција студент депт, студент лоун, иако вие имате нешто и на тоа поле, но во Америка нели може ти да се запишеш, те припаднат факултет, да студираш и после откако ќе се вработиш да враќаш. Враќаш. За моделот на финансирање кај вас ќе зборуваме подоцна, но како се носите со тие, со негативниот негативната аура, не е тоа публицитет, кој што децении наназад го влече тоа што и јас и ти знаеме по некој кој што два пати влегол на некој приватен универзитет, првиот пат да се запознае со например собственикот и вториот пат да си подигне диплома. Ќе ти признам директно, не е многу лесно, пошто да се изразам со спортски речник, почнуваме од хендикеп од -3-0. Нажалост, и тоа не е за сите приватни високи образовни институции, меѓутоа постојат приватни високо образовни институции, да кажеме на ниво на јавна тајна, каде што основниот бизнис е продуцирање на дипломци на каков начин, сите знаеме, нема да навлегувам. Меѓутоа, од друга страна за нас, тоа отвора една огромна можност. Бидејќи постои таа стигма, пак ќе кажам не дека сите така работат, ние мислам, ако не се лажам, дека сме прв факултет, после нас имаше уште еден, или прва високообразовна институција, која што се отвори во изминатите 10 години. Така што ние баш и заради тоа се значи одлучивме дека можеме и дека има можност и простор да се не преваруваме, бидејќи сами ја знаеш дека во Македонија има огромен број на високообразовни институции. Не знам точно колку на број, но мислам
34 официјално, ако се земат и државни и приватни, не ме фаќај за збор, ама знам дека нешто од прилика тука, што е огромен број, да кажам, за ниво на наши студенти. Ако не се лажам, според последните податоци на Завод за статистика, околу 13.000 студенти годишно се запишува на македонските универзитети и високо образовни институции. Така што од една страна е тешко, пошто да речеме, ако направиме паралела со приватниот здравствен сектор во Македонија, пак е прилично различна ситуацијата. Така што од една страна мораме да се бориме против таа стигма и наискрено ќе те кажам, значи ние имаме admission процес или процес на примање на студенти и многу често, не често, туку секогаш се гледаме и со нивните родители, ќе навлеземе во зошто и понатаму во тоа поврзано со финансирањето, директно им кажуваме, ако сакате диплома, без работа сте на погрешно место. Ако сте спремни да влезете all in, да даете се од себе, целосна редовност и присуство, бидејќи тоа изискува нашиот модел на практично образование и врз основа на тоа да ве изградиме во еден професионалец кој што уште во текот на студирањето ќе има работно искуство, тогаш сте на правото место. Така што да резимирам, од една страна да е тешко, од друга страна ни отвора еден голем простор за маневар, бидејќи има доста конкуренција во делот на печатење дипломи, меѓутоа нема многу конкуренција во делот на вистинско создавање на кадри на академски ригорозен начин, како што треба да функционира тоа. Сакаме на статистика да искоментираме. Статистиката е од Евростат и зборува за вработувањето на студентите по завршување на нивните студии, односно на англиски employment rate of recent graduates, односно стапка на вработување на луѓе кои што дипломирале сега или неодамна. Да, дипломирале сега или неодамна. И според Евростат, анализата е правена на лица од 20 до 34 години, со барем upper secondary education, тоа е 180, претпоставувам. ЕКТС, да. Од една до и кои што по завршување на студии наредни 3 години не се запишале на друг степен на студии. Во Македонија таа стапка е 57,2% за 2023 година, најниска во Европа според анализите на Евростат. Европскиот просек е 83,5%. Дополнително, еден важен сегмент, индикатори за несоодветни вештини, skills mismatch indicators, така? 15 до 25% од работните места во економиите во развој не се not aligned with graduate fields, односно не се... Што значи тоа, ево пластично да објасниме, си завршил архитектура, си се вработил као келнер. Така е. Тоа значи мисмеч, да го објасниме многу лесно и тоа е исто уште еден поразителен факт, бидејќи покрај ниското ниво на вработеност и од тоа ниско ниво на вработеност има мисмеч. Зашто е поразително? Бидејќи за да го најде тоа работно место кое што го добил после завршување на факултет, тој човек или тој млад човек не морал воопшто да има факултет. Точно, да. Изгубил 3-4 години, пари, нерви. Дефинитивно, за да се вработи на нешто со кое што можел со средно школско образование да се вработи, потрошил пари и што е уште по-лошо кога имате тој skills mismatch, ако остане доволно долго во таа работа, кај што не е соодветна на неговиот степен на образование, да речеме повеќе од 2 години по некои статистики, многу е тешко, скоро е невозможно да се врати и да најде работа која што е од соодветното образовно ниво. Така што е дупла штета. Како вакви статистики влијаат врз вашите одлуки на тоа каква образовна програма ќе развивате? Предпоставувам, идејата е да сте на спротивната страна на овие негативни статистики. Дефинитивно. Вие, Богдан, не само кај нас, тоа е во цел свет образованието, има нарочито високото образование, има една чудна карактеристика, нарочито збориме за земјите од западниот свет, кај што имаш пазарна економија и т.н.
Образованието е една од ретките индустрии, ако не е единствената индустрија кај што ти вика ја ќе произведам нешто, а ти после тоа бркај работа, снаоѓај се, мислимо ја. Значи, не знам, ако оди некој произведува млеко, он гледа да произведе млеко како што бараат потрошувачите. Да има пласман. Дефинитивно. Меѓутоа, кај образованието или некој ако гради згради, гледа да изгради згради на начин каков што го бараат луѓето на локација итн. Образованието вика не. Ја ќе го произведам, како ја што сметам, не те прашувам тебе како индустрија и како компанија, ќе те ја дадам, па ти снаоѓај се. Тоа е, зборуваш за образованието од аспект кога за државното образование или генерално? Зборам општо и генерално, значи со образованието е еден проблем, од секоја стои проблемот на поврзаност на академија со индустрија. И сега знаеш како чак и многу квалитетни светски универзитети, имајќи го во предвид моментот на автономија, што нормално си има позитивни страни, затоа е и уставна категорија кај нас. И моментот на професори кои што се со доживотен стаж, кои што се неменливи, викаат дека ја ова го предавам. Тоа е тоа. Дали го бара, дали не го бара, јас сметам, за се изградиш ти како академски човек, дека мораш ова да го учиш, без разлика што поима немам, предавам транзистори, а имаме OLED телевизори или итн. И тоа е случај не само во државно, може да е во приватно, не само во Македонија, туку и секаде. Со тоа што нормално, во помали или во поголеми мерки. Сега кај нас е најверојатно уште поизразено тоа и затоа ние воведовме еден тип на методологија кај што сме многу поврзани со индустријата, односно со компанијата. Со реалниот сектор. Реалниот сектор. Значи, ние целата практична методологија ни е базирана врз основа на соработка со реалниот сектор, предавачи од реалниот сектор, пракси во реалниот сектор, хакатони за реалниот сектор, итн. И имаме еден, тешко е да го кажам на македонски, фидбек луп или кружна комуникација, ево да кажам на македонски, кај што цело време ние добиваме информација од нив врз основа на тоа адаптираме програма од компаниите, се адаптираме, програмата не може да се адаптира имајќи го во предвид акредитацијата и правилата. Сега знаеме може да собирате искуство за кога ќе се реакредитирате? Да, и веќе се, да кажам, лобираме или имаме барања до Министерството, бидејќи во има најава за измена на законот за високо образование, да се воведе процес на предвремена акредитација, за да можеме цело време, дефинитивно, не во задолжителниот законски рок од 5 години, туку побрзо, бидејќи бар во нашиот дел многу брзо. Да, во секторот во кој што мислам делот од образованието кој што вие го третирате, дигиталните технологии, IT индустријата, таму работите се менуваат, да не кажам сега, особено со појавата на виртуелната, на вештачката интелигенција, на AI, буквално преку ноќ, ама буквално, не ова ни фигуративно кажано. Инаку се реакредитирате на секои 3 години имате сега за сега. На секои 5 години. На 5. Тоа е законската одредба, да. Да, добра идеја би било, може тоа побрзо да се случува, за да се одговара на дефинитивно. Се надеваме, бидејќи на крај на денот вие имате признаена акредитирана програма и вие викате, окей, акредитирана ми е, сакам да ја сменам. Нормално треба да се има определени правила, колку можеш да смениш од програмата итн. За да се смета suitable, односно соодветна за предвремена реакредитација, за да можеме цело време да го пратиме тоа што ни го бара индустријата, за да можеме да создадеш кадри кои што ќе користат на подобрат економијата на државата. Дефинитивно, значи она што ни е нас цел е уште пред дипломирање да ги имаме тоа што го постигнавме со првата генерација континуирано, да ги имаме вработено нашите студенти, а единствен начин е, не можеш ти со сила се ќе дојдам ја кај тебе, во телевизија ќе ти кажам, го имам детево, сега ти земи го и онај ти нека ти чепка. Значи единствен начин е, значи да креираш кадар на начин на кој што го бараат тоа они, нарочито што не сме ние единствени во државата. Кој што креираме таков кадар. Сите сте конкуренти. Дефинитивно и тоа не прави нормално подобри да се надпреваруваме едни со други, меѓутоа кај нас тоа е, да кажам, Библија. Носиме академија, односно високо образование во индустрија, индустријата ја носиме во академија или во високо образование, што во Македонија сме први во делот на IT што го правиме, меѓутоа Богдан не е
научна фантастика не е нешто што не постои во светов. Значи, во Германија, Австрија, Швајцарија, тој тип на високообразовни институции се нарекуваат Fachhochschules, во Холандија и во Скандинавија University of Applied Sciences, најчесто во Европа се делат на традиционални универзитети кои што доста обрнуваат време на теорија и посебно на ресерч, односно истражување и развој, и дел на вакви практични институции, чија што цел е да креира кадар со практични вештини, кои што утре заутре ќе е вработлив или ќе може да си основа сам своја фирма и на тој начин да креира работни места, односно покрај тоа се нашите две цели, да креираме вработлив кадар кој што ќе работи во други компании, да креираме предприемачи кои што имаат такви, дел од програмата ни е посветена на тоа, кои што имаат такви желби, склоности и идеи, да ги поддржиме во тој дел и на тој начин да отворат компанија и нормално да се развиваат, да вработуваат наши сонародници и така. Не е дека ова не го знаеш, но кога јас студирав архитектура, 10 семестри, стара школа, во текот на 10 семестри 2 пати бевме на терен, за пракса не стануваше збор, после знам дека се променија веројатно при реакредитација се променија нештото, па студентите добија и задолжителна пракса, нормално дел од нив ќе искористат прилика тоа да го тој период од летото да научат нешто од реалниот сектор, дел ќе најдат начин како да добијат печат и да го однесат на 1 октомври на факултет, да речат ете јас бев на пракса, но тоа е веќе во делот на личните одлуки на секој за себе. Но мене ми се важни одлуките кои што регулаторот ги поставува системот како правила на игра. Архитект кој што ние поприменета наука или уметност од нашата нема, не постои. 2 пати во 5 години да те однесат професори по 2 различни предмети, тоа не беше некој излегување на терен, како екскурзија на средношколци. Погледнете, оваа зграда е конструктивен, ова е скелетен систем, ова е масивен систем, ова е градилиште, вака се организира градилиште и така натака. Тоа е надвор од умот. Во исто време додека ние студиравме, доаѓа македонци кои што живеат на пример во Швајцарија, памтам имаше една колешка која што беше дојдена тука и ни раскажуваше дека 3 дена учи на факултет, 2 дена е на пракса во дуално високо образование. Дуално високо образование и тоа ти звучи тебе како wishful thinking, леле колку би сакали ние така да можевме. Добро, сега помина баја ги време, се надевам на архитектонскиот факултет во Скопје работите се уште подобри него порано и на другите приватни Американ, знам дека имаат коледж за архитектура, но ова што го слушам кое е прашање Брейнстернекс коледжот, дека тоа е реалност и искомбинирано со оние и шарети кои што им ги давате и на родителите и на студентите, дека не сте штампарија за дипломи, туку нешто спротивно. Сега да те прашам, па каков е интересот генерално за колку од нашава младина реално сака да учи? Сега не сакам јас да звучам престаро и да некакви стереотипи, сега јас да зборувам за младите, нели ние не сме баш и нешто многу стари. Престарени, но задоволни ли сте од квалитетот на апликантите и како оди таа селекција ваша да го одберете, бидејќи не сите што ќе се пријават и ќе дојдат со паричка, значи дека или па не ни мора да дојдат со пари, нели? Ајде после тоа ќе зборуваме и за моделот на финансирање. Дефинитивно, види, имаме ние еден цел систем на како правиме евалуација на кандидатите, како што знаеш, мислам, многу е тешко да се, и имавме примери во изминатото со државни матури, да се ослониш на оценките од средно образование. Не викам дека сите не се реални, меѓутоа во најмала рака се нееднакви. Не значи дека петката добиена во Скопска гимназија, во Струшка гимназија, во Дебарска гимназија и во Виничка гимназија е едната иста. Заради тоа дефинитивно, заради тоа ние од минимум аспект мора да се положи државна матура, тоа си е според закон, меѓутоа ние имаме уште еден така наречен тест на способности, логички размислувања, креативни размислувања, кај што не го тестираме знаењето на студентите, туку го тестираме потенцијалот. Значи, се состои 40 прашања,
сите се тайм лимит прашања, нормално различни се тестовите за софтверско инженерство и за дигитален дизајн и врз основа на тоа проценуваме, значи тоа е првата, да кажам, првото ниво на проценување со какви студенти имаме работа. Второто ниво е после секој ваков завршен тест ние им се јавуваме на студентите и закажуваме интервју, техничко интервју, бидејќи знаеш, тоа се онлайн, као се вика тестирања, може некој друг да ти го реши итана, се надеваме дека во грото не е така, меѓутоа заради тоа го имаме и овој втор филтер. Контрола, кај што одиме на техничко интервју и генерално после техничкото интервју знаеме со каков човек работиме. Фактички првото е само прв филтер. За вид ако некој ептен не е за да го исклучиш, но после од оние кои што го прошле првиот филтер, квалификува на 50%. Дефинитивно, уште една филтрација за да видиме со кого си имаме работа, бидејќи една е нормално тест, друго е интервју, тука во техничкото интервју се определува и мотивацијата, се гледа и делот на soft skills на студентите и врз основа на тоа носиме одлуки. Сега еден голем предизвик што е кај нас е ние заради тоа и работиме многу со средните училишта, имаме уште една компанија сестринска која што се фокусира на средношколски академии. Еден голем предизвик е дека голем дел од нашите најдобри кадри одат во странство, најмногу во Словенија, да кажам. И тука е една борба, значи која што имаме во однос на добрите студенти, да кажеме, ево пак малку ќе ги карикирам бројкиве, мислам приближно се точни, од 13.000 матуранти, мислам дека во 2023 околу 1500 се запиша во Словенија, само во Словенија, за таму имаме податоци, пошто многу често се интересираат новинари, а не знаеме колку отишле Германија и итана. Тоа значи дека нас над 10% од студентите ни одат во Словенија. Во Словенија. А дури сме тука, зошто? Па предпоставувам по понуда и поварувачка. Предпоставувам дека она што го начнавме во претходните прашања, дека и гледаме државните факултети дека паѓаат на ракинзите, тоа е еден дел. Односно квалитетот на образованието, ЕУ диплома второ, така? Дефинитивно и можност за избор. Дали да продолжиш да живееш во ЕУ или дали да се вратиш во Македонија. Кај ги начнавме културолошки колку сме блиски со словенците, не, да, ексиу држави и двете, но јазично па баш и не сега. Затоа интересно е словенците све ни признаваат, све им признаваат на нашите средношколци, освен јазикот. Мора да полагаш мора да полага словенечки, што мое мислење лично е дека е многу паметна демографска политика, бидејќи, као што знаеш, културолошки доаѓаме слично милја, проблем е јазикот, ако го научиш јазикот, многу полесна интеграцијата. И сега да анализираме државна политика на Словенија, например, таа очигледно па и таа има brain drain во некои дефинитивно, пошто и Словенија е развиена добра држава, меѓутоа има и Норвешка, има и Германија, има и нели? И сега има потреба од кадар и нејзи е згодно да увезува, како што Хрватска увезува кадар во гостителство од Македонија, бидејќи е полесно македонец да укалапиш таму него некој од Непал. Од Непал. А имено од Непал. Словенија има таква државна политика и таа влече студенти. Значи, предпоставувам, една од мисиите на Брейнстрем меѓу другото е да изгради имидж преку практични примери дека квалитетот на образование и вредноста на дипломата би била барем некаде околу рангот на тие дипломи кои што во Словенија може да се дефинитивно добијат, нели, со тек на студирање, што да, вас ќе ви донесе студенти, но на Македонија ќе ви донесе останување на кадар дома. Дефинитивно. Една од нашите цели е спречување на тој brain drain и многу често кога збориме со останатите високо образовни институции, ние полу на шега, полу реално, викаме не се бориме за истите студенти, ние се бориме тие што сакаат да отидат надвор во Словенија, да ги привлечеме да останат тука. И тука е една битна работа што сакам да ја кажеме, дека ние како Брейнстер групација веќе почнавме да извезуваме образование во Словенија. Значи, преку НУ, средношколските академии, подпишавме договор за франшиза, каде што Словенечки универзитет, врз основа на нашиот модел на образование,
ќе го воведе тој модел на образование, ние ќе го контролираме квалитетот, ние ја даваме методологијата, ние им помагаме во однос на маркетинг, всушност они целата едукативна методологија ја земаат од нас и ја продаваат на словенечки средношколци кои што после тоа би сакале да продолжат на високообразовни студии кај нас. Само да објасниме за оние кои што не знаат, покрај Next коледжот на Брейнстер, во рамки на групацијата има и Академија за талентирани средношколци. Таа се вика NU. Да. Таа академија кај нас може секој средношколец да си ја запише, кој што сака екстра курикуларни активности, дополнителни знаења што ќе го подготват подобро за, нели, она што следи по средното школо. И ја знам таа информација. Фактички вашиот модел креиран, создаден тука, го продадовте како франшиза во Словенија. Во ветената земја за нашите средношколци. Нели, ветената земја за студирање, според бројките што се официјални добиени од словенечките авторитети. И сега словенечка образовна институција вика македонскиот модел е супер, добар, ова што го имплементирате, ние го сакаме. Го сакаме да го воведеме кај нас. Значи тие таму нивните словенечки средношколци по вашиот модел ќе ги подготвуваат за да одат на словенечките факултети. Што веројатно, не знам, уживате во дефинитивно не морам да признам дека ни годи. Не годи, мислам, види, тоа е и стратегија беше на ЕНЮ. Академиите за средношколци така да функционираат, меѓутоа ни годи што првата држава е баш она држава. Моментално сме во преговори за франшиза и во Хрватска, која што исто така интересна држава за нашите матуранти, бидејќи лани, ако не се лажам, Хрватска подпиша исти договор со Македонија како што има Словенија. За да отвори врата за што повеќе. Дефинитивно. Значи видоа како функционира Словенија, зашто да не функционираат и они така. И прилично ни годи што првата држава е баш она држава која што ради културолошки блискости и ради овој меѓународен договор измеѓу двете држави го имплементира нашиот модел на образование и тоа ни е една од најголемите цели, да докажеме дека и затоа инсистираме и на меѓународни размени, инсистираме, имаме и странски компании кои што предаваат на Брейнстер Next коледжот. Инсистираме нашите студенти да го осетат, да може да видат како функционира и таму, за да видат дека ние не само што не сме инфериорни во тој дел, туку што во голем дел сме и супериорни во однос на тоа што го нудиме како услуга и како систем на високо образование, практичен систем. Значи сега вие не придонесувате кон тоа да извезуваме умови, односно brain drain, нели? Туку напротив извезуваме образовен систем. Образовен модел. Што не е нестандардна практика, да речеме MIT има свој кампус во Абу Даби. Значи, не дека се споредува, меѓутоа е нешто што е познато како систем во светот, меѓутоа не е познато за македонски високообразовни институции, за македонски образовни институции да функционира на тој начин. Предпоставувам сето ова, меѓу другото, и придонесува кон зголемување на довербата на потенцијалните студенти или нивните родители во вашата групација. Забележливо е во последниот период дека таа доверба ви ја даваат и државни институции. Односно, пред месец дена подпишавте со Министерството за образование и наука. Со Министерството за образование и наука. Сега ќе наведам нешто што помнам. Со кривичниот суд Скопје? Со кривичен суд Скопје, да, основен кривичен суд, мислам дека основниот. Државниот архив? Не, Државен завод за статистика. Државен завод за статистика. И со собранието. Може ли накратко за секој од овие по пар зборови што има Брейнстер да даде на Дефинитивно мислам дека со овие институции забележа, мислам и дел од нив ни пристапија, дел од нив ние пристапивме дека има голема можност за синергија помеѓу нас као приватна висока образовна институција и они као државна институција. Не е тајна, мислам, може да се види во коментарите на сите наши функционери дека државните институции кубурат со IT кадар. Кубурат со кадар со дигитални способности, познати се причините за тоа.
просечна плата во приватниот сектор на IT професионалите 100.000 денари. Генерално во државниот сектор е, ако не се лажам, измеѓу 25 и 35.000 за нераководен кадар. Така што воопшто не е чудно зашто се доаѓа со тој мисмен, че сега ние доаѓаме до една синергетска или win-win ситуација, кај што победници излегуваме и ние и тие. Од една страна они добиваат кадар, меѓутоа за разлика од она дека ние ќе пратиме само студенти таму, па да се снаоѓаат што да прават на итана, ние не функционираме на тој начин, туку функционираме на конкретни реални проекти кои што ги работат нашите студенти со наши ментори и со ментори вработени во институцијата. Што е тука целта? Целта е нашите студенти да се стекнат со практично искуство и со портфолио, со нешто што изградиле за државни институции, што утре за утре во нивното CV ќе изгледа одлично, ќе им го возможни, ќе им го олесни вработувањето, а од друга страна државните институции да добијат бесплатен IT кадар и производ, меѓутоа не на начин на кој што само ќе се креира производот, туку од се инсистираме секогаш и внатрешни вработени од институциите кои што го работат тој дел да се вклучени, за после тоа да може тоа да се користи. И ние секако си имаме систем студенти од една година која ќе заменат, ако има потреба да онбордираат нови студенти да работат на тоа итана. Така што креираме целосни решенија, на пример со Кривичниот суд работиме на две решенија. Една од големите проблеми кои што ни го кажа дека го имаат е во делот на анонимизација на присуди, кај што генерално бидејќи за поради непостоење, недостаток на кадар, они не може да ги анонимизираат пресудите, што е основен предуслов за објавување. А мора јавно да се објави секоја пресуда, а за да се објави треба анонимизација, значи да се избришат генералиите, да се покријат одредени делови. Точно упатство или прирачник, што смее, што не смее да стои. И сега ние зашто да трошиме луѓе на тоа, мислам зашто они да трошат кадар кој што и го немаат, кога сето тоа може да се направи со софтверски решенија и со решенија за вештачка интелигенција. Друг проект, да речеме, со Заводот за статистика е кај што им креираме еден стат GPT, односно вештачка интелигенција, која што во позадина се функционира базирана на ChatGPT или на некои другите модели, не знам, колегите кои ќе го изберат, меѓутоа е хранета и тренирана на наши статистички податоци, кои што ќе овозможи на секој еден човек заинтересиран, припадник на бизнес заедницата или истражувач, да може да дојде на многу лесен начин до податоците на Завод за статистика. Да речеме, еден пример или комон проблем кој што го има Заводот за статистика е дека инфлација, по официјален речник, не се вика инфлација, туку се вика општ пораст на цени. Сега, преку овај State GPT ќе може, значи, кој било истражувач, ти као новинар, да внесеш колку инфлацијата во Македонија, во позадина ќе се поврзе со индексот на општ пораст на цени и ќе го дае тој одговор. Или да речеме со собранието на Македонија, значи они сакаат да се отворат према јавноста. Што креиравме ние? Креиравме еден производ и го има, мислам, јавен, може вашите гледачи да го видат, prašaj.sobranje.mk, кај што секоја седница е објавена на YouTube и за секоја седница може да се логира кој било граѓанин, македонски граѓанин и да праша за седницата што се случуваше, дали говорел премиерот, кои закони се донесени, зашто се дискутирало. Да се пребарува по клучни зборови? Да се пребарува по клучни зборови, бидејќи ти знаеш... Тоа е оно што кажуваат LLM, Large Language Model. Тоа е во позадина. Да, значи, стои бидејќи на седница има трае 6 сати, 8 сати, 10 сати. Значи, вашето решение ја слуша цела седница, ја чита, фактички, транскриптира службениот. Да. И после секој може да се информира за детали од седницата, бидејќи има изработено решение. Тоа, еве, на YouTube, на пример, се ќе споредам со на автоматски превод, кој ќе активираш на... Малку е поразлично, што е разликата, ти се, да речеме, можеш на YouTube да си ја пуштиш седницата, меѓутоа седницата трае 6 сати.
Така а ти си заинтересиран да пребаруваш, да, идеално е за новинари. закон за тој и тој. И ти сега викаш, те молам, кога се дискутираше за законот за високо образование. Така е. И он ти кажува, се дискутираше од таа и таа минута до таа и таа минута, дали сакаш да го гледаш тоа. Ако не кеш да го гледаш, какви одлуки се донесува, кој дискутираше, итн. И сето тоа многу ја олеснува работата, да кажам, транспарентноста на собранието. Како еден индиректен нуспроизвод, да кажам, на тоа и морам да истакнам дека имавме одлична соработка со представниците и со председателот и со сите представници на собранието. За да го имплементираме овој проект, неопходно беше сите седници да се објават на YouTube, што не беше пракса до сега. Не беше, јас можам да посведочам, бидејќи сум барал често. Дефинитивно е како нус производ на нашата соработка, значи тие ги објавува на сајтот на собрание, бидејќи сакаат таму да не знам зашто да го интимизираат тој не навлегуваме, меѓутоа се согласија без никаков проблем, бидејќи нашиот модел за да работи изискуваше таква поврзаност. Без никаков проблем се сложија и се сите седници на Македонското собрание се достапни на YouTube. Нешто слично, дали по истиот модел е и вашата соработка со Кривичен суд во дел на стенограмизирање на тоа е она на англиски text to speech или speech to text. Значи тоа е вториот проект со Кривичен суд кој што го работиме. Значи во овој момент сме во процес. Што е целта? Една од најголемите проблеми, односно најголемите трошачи на ресурси во судовите и во кривичниот и во сите други судови е записничарството. Тоа е губење време, создавање нервоза, одолговлекување на постапка. Зборувам како некој што имал искуство. Дефинитивно, плюс зборувајте побавно за да ве фати стенограма. А ти, нели, текот на мисла, тие како што ти се треба како да рецитираш спора поезија за да те дефинитивно. Тој проблем сега ќе биде отклонет. Сега стручните се работиме на тоа, стручните служби, значи место да трошат време на пишување, само ќе контролираат, предпоставувам. Дефинитивно. Сега нормално за тоа треба да има предуслови од аспект на опрема. Работиме сега со Кривичниот суд да видиме кои судници да тестираме каде може, кај што целото судење и тоа е како се вика, значи ќе видиме кај ќе го тестираме, најверојатно прво на прекршочни, они ќе се одлучат каде е подобро тоа да го тестираме. Значи целото судење, целиот стенограм ќе врз основа нашата програма што ќе изработат, што е многу слична на она што го изработивме за собрание, ќе може, значи, моделот да го произведе целиот стенограм. Нормално на почеток ќе го проверуваат записничарите, меѓутоа и на крај и да не дојдеме до 100% точно, што знае да биде многу тешко. Бидејќи зависи, знаете, секој збора на дијалекти, зависи на каква опремата. Да, може, треба валандовски дијалекти. Дефинитивно. Меѓутоа и да не дојде до 100%, да дојде до некој 80-90%, можеш да замислиш колку часови, колку ресурси ќе заштеди на и самата постапка ќе добие на квалитет. Дефинитивно, пошто нема да се фокусираат, пошто и друг проблем е дека старите дактилографки кои што биле со таа школа се пензионираат веќе, нормално немаме ние дактилографски школи, и сега новите дактилографи многу потешко успеаат да го фаќаат тоа, така што ќе се решат два проблеми. Морам да признам, предизвикувачки е проектот, меѓутоа го работиме и сме оптимисти и сакам да се заблагодарам на соработката и со претходниот и со новата председателка на Кривичниот суд. Има се гледа огромна желба да се мрнат работите. И не се само државните институции, Богдан. Значи ние имаме... Тоа сега да прашам следно за сите партнери кои што ги имате во групацијата, инаку by the way би бил одличен новинар, иако сам се праша по втор пат нешто што сакав точно сега да те прашам. Искуство, види, паметен човек. За сите партнери кои што ги имате, бидејќи окей, да би било преизвик, сега јас да имам 18 години, да го слушам сето ова и да имам склоности кон работа во IT сектор, иако и кога Брейнстер као групација е појавена, а и денес има сличност во цајтгајстот, односно во периодот на технолошки развој на општеството. Таа 2015 година, кога се појавува Брейнстер како сервис за академии, нели, како академија која што нуди образување на IT кадар, беше она
технолошка револуција во која што нели се бараше се повеќе се бара програмери, софтверски инженери и така натаму. Процес на дигитализација. Дигитализација. Сега сме во време на AI револуција, AI трансформација и тоа просто ќе се случи. Тоа не е наш избор дали ќе се случи или нема да се случи. Ќе се случи еден ден ќе зборуваме за периодот кога влегуваше AI, како веројатно периодот кога се појавија првите компјутери, нели сега без компјутер не може да дише, човек не може животот да си го замисли. Сите во нашиве телефони имаме помокни процесори, нели од оној на Apollo 11. Така ќе биде и со AI, но вие сте меѓу првите кои што претендирате да бидете нели меѓу пионерите или пионери, носители на AI трансформацијата во Македонија или инспиратори, мотиватори или дел од тој мал екосистем кај нас. Сега, но покрај можноста, претпоставувам сега е голем интерес од на сите што ги сакаат да учат AI, покрај можноста да работиш за собрание, државен архив, кривичен суд или соработката со Министерство за образование не ја спомнавме. Не ја спомнавме, соработката со Министерството за образование ни е многу важна. Неколку проекти, меѓутоа првиот проект со кој што ќе почнеме е имплементација на нашата алатка, се нарекува Умниверзум. Тоа е тутор по математика базиран на вештачка интелигенција. И сега нормално се има процедура како се усвојува една ваква алатка, како дидактичко помагало, процес со Министерството и со Бирото за развој за образование. Што е целта? Целта е да ја воведеме како помошно дидактичко помагало во наставата, која што, бидејќи овај наш Умниверзум, ова наш AI тутор, да кажам, е истрениран целиот модел на наставните планови и на учебниците кои што се работат во Македонија и на сите тестови по државна матура. Така што не тоа е разликата, да кажеме, пошто ти ChatGPT да го прашаш, ќе ти одговори некоја задача. Тоа е првата разлика. Втората разлика е дека не ти ги дава просто резултатите, туку те води низ процедурата, ти ја проверува процедурата, има модул за тестирање, итана. Како тутор, нели? Ти помага да станеш подобар, ако сакаш да си... Што е целта? Ако не си добар во математика, меѓутоа не само тоа, тоа е за средношколците, да кажеме, може да си го користиш као свој личен тутор, кој што е истрениран на македонски учебници, македонска наставна програма, меѓутоа и наставниците може да го воведат во наставата и да прават експерименти, да видат студенти кои што учат со помош на туторот, какви резултати покажуваат, ученици кои што не учат со помош на туторот, какви резултати се. Целта е, значи, нашата заедничка цел и на Министерството и нас и предпоставува на цела образовна заедница во Македонија да ги подобриме PISA тестовите, нарочито во делот за математика, бидејќи не стоиме баш најсејно тука. Покрај сите овие можности, какви се други можности би имал еден студент кој што би се запишал кај вас? Со кои партнери соработувате? Каков профил на компании се оние кои што би оделе студентите на пракса и веројатно претпоставувам дека и тие регрутираат кадри по тој начин. Од оние кои што ќе се појават кај нив на пракса, најлесно им е да ги видат како функционираат и после да кажат тој ми требаат, давајте и хоп, ти си го исполнил ветувањето, 100% вработеност, да, 100% вработеност. Тоа е целта. Околу 200 партнери ли имате? Над 200 партнери имаме, меѓутоа што е многу интересно е покрај, да кажам, usual suspects, IT индустријата, имаме доста голема IT индустрија во Македонија, соработуваме со сите поголеми компании, ние соработуваме и со огромни компании кои што се во IT индустријата. Ќе дам неколку примери, на пример имавме хакатон со Шпаркасе банка. Како една од најголемите банки во Македонија. Хакатон, за оние кои не знаете, решавање на 48 часовен спринт, кај што компанијата дава некој проблем, нашите студенти го решаваат во групи, тимски. Има победник. Има победник, се презентира и целта е да се дојде до прототип решение, веќе за 48 часа не се доаѓа до целосно решение и после тоа победничкиот тим се продолжува на пракса во компанијата за да се креира целосниот производ. Значи, да речеме со Шпаркасе банка, така креиравме од хакатон, преку практична работа на нашите студенти, креиравме платформа за финансиска едукација. Значи,
Тоа беше интересот на Шпаркасе банка и мислам дека vaibon.edu.mk може да се ја видат сите, кај што сака да придонесат од Шпаркасе банка кон финансиската едукација, финансиската писменост на младите. Тука има број на курсеви кои што може да се ги слушаат и целата таа платформа од А до Ш е креирана од нашите студенти од дигитален дизајн, визуелниот изглед и од нашите студенти од софтверско инженерство. Джонсон Мети, например, најголемата странска инвестиција во историјата на Македонија. Значи, чисто за оние што не знаат, Македонија пак како има околу 13-14 милиарди GDP, бруто домашен производ, Джонсон Мети извезува годишно околу 2 милиарди. Значи, толку е голема. Ова го знам од една од моите претходни работи. Не е битно. Значи, со Джонсон Мети креиравме предмет од индустрија, кај што они го креираа силабусот под менторство на наши професори, врз основа на технологиите, методологиите на работа што ги користат во секојдневното работење. Дојдоа нивни предавачи, пак под менторство на наши професори, го предаваа тој предмет и нашите професори во соработка со нив го креира испитот и тоа беше проектно ориентиран предмет, што значи тоа? Тоа значи дека покрај тоа што ги уча оние технологии кои што ги користат оние. Добро. Power Apps на Microsoft, Power Automate итн. Значи паралелно ги уча и креира една апликација за евиденција на тестирани производи во рамките на Джонсон Мети. Джонсон Мети досега тоа си го правела, да кажам, пешки, во Excel табели, па си се пуштаа мејлови измеѓу. Значи, нашите студенти креира една апликација кај што сето тоа се автоматизира. Значи, Джонсон Мети исто си одбра победнички тим и студентите од тој победнички тим се веќе на пракса. Ќе почнат на пракса во Джонсон Мети за да го доимплементираат тоа и да помогнеме во имплементацијата на тоа решение на Джонсон Мети. Значи, многу ни импонира моментот, исто имавме и со Cineplex. Cineplex, знаеш, најголемиот синџир, ако не можда единствениот синџир што е приватен на кино во Македонија, кај што нашите студенти им изработи аналитички модел на гледачките навики, врз основа на кој Cineplex денеска одлучува кој тип на филмови ќе ги нарачува итн. Значи, нас не импонира бидејќи формално правно. Стварно е корисно. Дефинитивно. Примерот со Джонсон Мети, вака би го искоментирал. Тоа е пример кај што не само вашите студенти, туку и вие, како Брейнстер, сте на пракса и преку пракса покажувате дека е најголемиот придонесувач во извозот ќе има поголем мотив да остане и да продолжи да работи во Македонија, бидејќи си го олеснува работењето тука. Генерално огромен проблем. Еве сега ако Google дојде во Македонија, нели еден претходен великан на политичката и општествена мисла најавуваше дека Google, IKEA, Google, Facebook ќе отварат фабрики, односно представништва некако во Македонија. Еве да реши Илон Маск да X да го пресели или Тесла да не прави муабет, но ајде X. Нели таму ти требаат само софтвераши. Дали имаме ние доволно кадар кој што би можел да одговори? Доволно, туку дали ги имаат оние вештини кои што ги бараат тие. Имено. Или не знам, сега да дојде НАСА да реши во Македонија ќе вложиме 500 милиарди, ќе градиме вселенски центар во југоисточна Европа. Не сакаме да користиме во Русија, еве на Кривола ќе правиме вселенски центар. Добро, супер. Дојди НАСА, сега, нив им треба 10.000 инженери од тој профил. Ги имаме, ги немаме. Знаеме и јас и ти што прават компаниите, еве јас знам во Охридско, например, си прават брзи курсеви интерно, кај што работниците кои што им се необходни ги оспособуваат за 2, 3, 4, 5, 6 недели, за да може да работат... Да почнат со работа. Да почнат со работа, затоа што дошол тој тука, инвестирал, вложил, добива кадар кој што нема практични вештини и не може да почне да со работа. Односно и би дошол нов кадар, еве Джонсон Мети е таков пример да се адаптираат на околностите и со ваша помош си го олеснуваат работењето, но генерално јас на почетокот зборувавме за тоа. Образованието ти вика, еве ова е од мене, ти правиш што ќе правиш. Ако сакаме економски развој, тоа нели не може, не сме да види, има така. и дополнителна сега Google, Facebook, нема да ги коментирам најавите.
Значи, едноставно ние сме и премали за нив, ако сака некое сериозно Ама представништво. тој мали джокица логика беше дека ќе ги оданочиме 5 пати И јасно, помалку пошто него никој што не се... може во планетава. Значи, конкретно... ние се сетивме на тоа брилијантно решение. Конкретно, германски инвеститор, кој што планира да се шири, нормално не можам да го откријам името, имавме состанок изминатата недела и тоа беше целта. Значи, они планираат да отворат во Македонија свое представништво. Добро. И дознале за нас преку наши алумни, им помага во отворањето на канцеларијата и дојдоа кај нас да видат каков е моделот на едукација, како се поврзуваме со индустријата. Ни кажаа колку луѓе сакаат да вработуваат, не беше некоја импозантна цифра, 30 до 50 годишно им беше, во рок од 3 години да стигнат до 150 до 200. Меѓутоа, ако и што беше целта? Целта беше да видат дали има синергија со образовниот процес. Партнер на кој што може да се подпрати. Бидејќи собственикот на фирмата и CEO, што беше во посета кај нас, е всушност доктор на науки и предава на универзитет во Германија, кој што функционира исто као нас, на оние фахошуле што ги спомнавме. И он е навикнат на таков тип на соработка и они беа многу среќни која им ги презентиравме можностите и сега нормално не можам да прејудицирам. Меѓутоа, они рекоа дека до крај на годината планираат да ја го отворат представништвото и веднаш да почнеме заедно да работиме, за да можеме да креираме кадри како што им одговараат преку нашите практикански програми, хакатони, предмети од индустрија, реални проекти кои што ги работиме, и се надевам дека овај состанок и не само со овај, со други компании ќе им помогне во носењето на одлуката да инвестираат тука и е многу полесно. Ја на почетокот на кариерата работев во делот на странски инвестиции, можам да ти кажам дека работев и на две компании кои што работат во Македонија, бев проектен менеджер Амфенол и Кемет. Не постоеше компанија која што дојде во Македонија да гледа дали да инвестира или не, без разлика дали донела позитивна или негативна одлука, која што не побара да се сретне со образовен сектор. Дека не во тоа време, бидејќи беше пред 10 години, ние одевме со сите на науким, на угада не ни постоеше, мислам на укло, итана, така што на секого му е тоа број еден проблем, а особено на IT компаниите, бидејќи се работи за високо образована сила. Другите фабрики имаат голем дел, 60-70% од вработените, значи они може преку тие курсеви што ги нарекуваш производна линија, стисни тука, трни го таму, спакувај го таму. Меѓутоа, тука ти требаат луѓе кои што не можеш тие вештини да ги развиеш за еден месец и веднаш да почнат продуктивно да работат. Сега, како вие се снаоѓате со предизвикот наречен вештачка интелигенција конкретно? Прашувам, имајќи предвид дека нели таа имплементацијата, мислам, кој нема да се приклучи брзо, ќе има мака, кој ќе одбива да го прифати тоа за реалност, ќе биде надвор од системот за многу скоро. И особено имајќи предвид дека според некои статистики, чина ми Петар Ниновски, нели основачот на Brainster, дека сум го слушал како ги споделува, рокот на траење, народски кажано, на знаењето кој што го стекнуваш во формалното образование се намалува. Ти си дипломирал на нешто, софтверско инженерство, ако после 2-3 години не се дообразуваш или не го продолжиш процесот на едукација, ти веќе ќе го изгубиш редот. Од оние други кои што дипломирале предходниот ден, а се по некои нови програми или во по-веште или по-профишент со користење на тие алатки. Точно така. Како Brainster се Ајде сега ќе го поделам малку во два дела. Едниот е нашиот нов производ. Имаме производ кој што не е од факултетот, туку од мајката фирма од Brainster, се нарекува AI at Work, кој што ќе го лансираме уште од септември. Што е целта на овој производ? Целта е, на англиски се викаат сите knowledge professionals. На Македонија дескриптивно би можел да го опишам како сите професионалци кои што основен ресурс им е мозокот.
да речеме ти луѓе во јавна администрација, во банки, визави луѓе кои што физички работат, да речеме градишни работници, сите луѓе, не само во Македонија, во цел свет ќе мора да се трансформираат, односно ќе мора да стекнат AI вештини. Зошто? Прво, за да не ги заменат, второ, за да се попродуктивни. Бидејќи истата работа, јас што сум ја работел пред 3 години, што ми требале 2 недели, сега ми требаат со овие алатки 1 ден. И тоа е огромна заштета. И ако не го фатиме тој бран, премина ресурси. Ако не го фатиме тој бран, многу брзо може да не заменат, како што кажа, ти со некои кои што ги користат тие алатки. Заради тоа, со оваа наша платформа AI at Work, за една символична преплата од 25 евра, значи функционира као Netflix за AI едукација. Нудиме минимум 8 курсеви месечно кои што ги предаваат предавачи од светски фирми. Од Microsoft, од Amazon имаме, од Google Cloud имаме итн. Кажа као Netflix, пример, се логираш и си гледаш видео. Гледаш курс кој што е во живо. Аха, во живо. Гледаш курс кој што е во живо. Добро, тоа е. И има можности за прашање, одговори, Q&A сесија. Сето тоа, мислам, во позадина си го средува AI. Меѓутоа, значи го предаваат во живо професионалци од Microsoft, од Amazon, како што кажав, од Google, Netflix итн. Зашто ни е тоа многу битно? Многу битно ние да ги донесеме најдобрите, пионерите, и да учиме и ние од нив, и за да и курсевите ќе бидат така структурирани, ќе видите од 1 септември, на кој што на секој курс ќе може да се научи нешто практично, кој што инструкторот од Microsoft или од Netflix ќе го демонстрира, ќе го демонстрира и за тоа ќе добијат сите учесници алатки како може тоа што го научиле, што ја гледале таа демонстрација утре заутре да се го искористат во на работното место. Значи тоа е еден дел во делот, да кажам, кој што го работи нашата мајка фирма Brainster, кај што одиме на на доквалификација, да речеме, на една цела работна сила, да речеме во Македонија од 650.000 вработени по официјална статистика, моја некоја проценка е дека бар 100.000 се knowledge workers, односно луѓе кои што основен ресурс, импут на трудот име умот. Се сите овие ќе треба да го брзо да се пренасочат, за да станат ти поконкурентни на пазар на труд, меѓутоа и да станат попродуктивни. Значи, нешто што работеле или што било досадно или што било мануелно, да се го автоматизира. Значи, позитивно и за компанијата и за нив као професионалци. За вториот дел е онај што се однесува на Brainstorming коледжот, воведување на вештачка интелигенција во курикулум е секојаш за поздравување и во методологија, меѓутоа има повеќе нијанси. Што значи тоа? Тоа значи дека на денешно ниво вештачката интелигенција и што е страшно, и затоа сме поборници да се воведе многу побрзо. Ако не ја воведеме ние, средношколците и студентите сами си ја користат. Меѓутоа ја користат на најлош можен начин. Што значи тоа? Ја користат да им креира домашно, да им препишат писмена, есеи, без да употребат ниту една мозочна клетка. На тоа и го земаат тоа некритично и тоа го решаваат. А може да халуцинира од знаеме дека прави доста грешки, мислам, ако отвориш кој било AI, ChatGPT, Gemini или кој било, долу пишува дисклеймер дека може да греши или може да халуцинира. И сега они, место да се трудат да развијат критичко размислување итн., значи си го користат. Конформизам. Да. Види, и во наше време беше така. Ако имаш луѓе, ако може да препише, нема да седне да учи. Значи, не можеме да очекуваме дека новите генерации на 5-16 години ќе се толку просветлени или на 12 години. Да, само ако стане... А сега е тренд AI, знаеш. Дефинитивно. На времето значи, препишува ледва тројца во клас. Така, они си го користат на див начин, да кажеме. Затоа ние мораме да го воведеме на структуриран начин. И тука се оние повеќе нијанси што ти ги зборев. Значи има момент кај што треба да се забрани или кај што треба да се ограничи вештачката интелигенција за прво да се развие критичко размислување и разбирање на темата што ја учиш. Бидејќи ако не го развиеш тоа,
ти го прифаќа сето тоа што ти го дава вештачката интелигенција не критички како папагала, он може Што сака да треси глупости. Најчесто и точни работи кажува, меѓутоа не се апликативни на тоа ти што си го побарал, ама ти не го знаеш тоа, бидејќи не си развил критичко, не разбираш едноставно. Значи не разбира задача, не разбираш како функционира тоа, туку само викаш дај ми го и тоа е тоа. Значи има делови кај што треба им го ограничуваме и кај што не смее да се користи и кај што некогаш чак одиме и на хартија да го решаваме, за да ги размислат тие критички размислувања. Меѓутоа има делови, во делот во нашата методологија на реални проекти, кај штом ги положат тие испити на начин на кој што каде што е ограничена вештачка интелигенција и кога сме сигурни дека развиеле разбирање и критичко размислување во темата, тогаш апсолутно правиме работилници како делови од реалните проекти, ги учиме како да ги користат тие алатки за вештачка интелигенција, бидејќи тоа го бара индустријата. Утре заутре ние ако не ги научиме, ќе треба да седне компанијата да ги научи. Така што воведувањето на вештачка интелигенција си има повеќе нијанси и нормално. Сега при реакредитацијата, предпоставувам дека курикулумот би бил збогатен токму со дефинитивно AI. Тоа би не било, тоа не е целта и сакавме предвремено, нормално не е овозможено, значи да додадеме делови на напредно машинско учење, компјутер вижн, компјутерска визија, што е тренирање врз основа на видеа, NLP, значи лингвистик програминг, тоа е технологијата врз основа на која што се базираат LLM моделите како ChatGPT, меѓутоа и повеќе контекстуални предмети како напредна математика и напредни алгоритми. Зошто? Бидејќи алгоритмите и математиката е база на вештачката интелигенција. Значи, покрај практично што ќе се учат тие предмети, треба да се додадат и повеќе предмети во тој дел, за да знаат што стои во позадина професионал студентите кај нас, кои што кога ќе станат професионалци. Затоа инженери стануваат, така? Дефинитивно. Токму тоа е идејата, дека инженерот го разбира процесот. Дефинитивно, а не ChatGPT, пошто утре заутре и ја и ти ќе му кажеме, напиши ми код за ова и не работи кодот и... На таа тема, програмерите ќе останат без работа или... Не, нема да останат без работа. Тоа, моја проценка што е дека ќе се зголеми потребата и производството на софтверски решенија. Претходно, ако за едно софтверско решение ти требало да собериш тим од тестери, проект менаџери, софтвер архитекти, итана, фронтенд, бекенд, сега може тоа еден човек да го работи. Што значи тоа? Тоа значи ако претходно не ти се исплаќало, појма немам, да направиш апликација што ќе ти го креира WC-то или не знам, смарт WC да ти направи. Сега ќе има апликација за све, бидејќи многу е полесно да се направи. Меѓутоа тоа што е голем челендж и поевтино, меѓутоа тоа што е голем челендж во моментов во Америка веќе е голем предизвик, се извинувам на англицизмот, голем предизвик, а и кај нас веќе се покажува предизвик е наоѓање на работа за почетници. За почетнички junior позиции или entry job positions. Кај што треба да се пече занајат, искуство и така натаму. Тоа е голем проблем, значи во Америка веќе се осеќа многу во делов на компјутер сајенс, компјутерски науки и сродни науки. Кај нас веќе нема официјална статистика, меѓутоа ние го осеќаме во однос на побарувачката на труд. Што значи тоа? Тоа значи дека ако претходно се вработувале почетници за да прават мануелни работи, сега тие мануелни работи се ги прават сеньори со помош на вештачка интелигенција. И утре заутре Аргатлукот. Аргатлукот. А тоа беше и добар начин. Не го прават джуниори, го прават ChatGPT, сеньорите само го проверуваат бидејќи им заштитува време. Тоа од една страна. Значи се потешко се вработуваат фактички. Се потешко почетници. Почетниците. Чарето што е? Доквалификација со можам да ти го кажам нашиот начин. Нашиот начин е ажурирана програма и едно што е многу битно е она што се нарекува, ја го нарекувам светиот грал во образованието, да креираш почетник со работно искуство. Тоа е клучот. Тоа е клучот, бидејќи за да се осеќа компанија комотна
За може да вработи почетник, добро е во текот на него на образовниот процес да се запознае, Тоа е да го зел на додадената пракса, вредност фактички. што ние као Brainstar Next ја правиме дека за дури нашите како студенти. почетник сепак поради работното искуство кое што го има и се покажал на проекти. Дефинитивно, бидејќи кога ќе отиде дипломец од Brainstar Next коледжот на интервју за работа, он има портфолио на реални проекти и он има портфолио на пракси и практикантски програми да покаже. Значи, и покрај тоа што е почетник, бидејќи е почетник, сега дипломирал, он веќе има работно искуство и на тој начин успеваме да го менаџираме тој геп на намалување на почетнички позиции, пошто го гледаме, ќе ти давам еден пример. Една наша софтверска компанија објави пред 2 месеци практикантска програма, за 24 сати ја затворија, бидејќи се пријавија над 250 луѓе. А бара 10 до 15 луѓе. И можеш да замислиш Јас и која по форумите следам на некои групи кај што сум кликнал join или like, дека да, има се жалат. Дефинитивно, бидејќи цела IT индустрија не е тајна. На светско ниво цела IT индустрија е во криза. Прво влегоа во криза заради превработувањето за време на COVID, кога мислеа луѓето дека ќе останат со истите навики. Да, дека се ќе биде дигитално. Дигитално. И второ, поради појавата на вештачка интелигенција. И како паѓа светската IT индустрија, нашата индустрија е поврзана со светската IT индустрија, бидејќи, да кажам, над 90% нашите компании се работат за надвор, тоа се вика service-based organizations, не се product-based organizations, така што нормално е дека и кај нас паѓа, иако тоа уште статистичките податоци не го покажуваат, меѓутоа ние го гледаме секој ден као што сме поврзани, пошто знам како било наоѓање на пракса пред 2 години, кој процес требал мојот тим да го направи за да му најде пракса на студент пред 2 години, знам сега каков е процесот ради оваа зголема конкурентност, што е последица на ова што го збориме. Но неизбежно е дека нели, ковидот дојде и замина, AI дојде и нема да замине, и дека адаптацијата на сите нас кон развој на вештини поврзани со употребата на вештачката интелигенција е неопходност. Нужно зло, сакал или не икел. Ма, добро, види, нужно зло на времето викали за парната машина, па не за компјутери, не за интернет. Дигитроно, знаеш, кога се појавил, сметководителите рекле, готово. Конец филм и Excel кога се појавил. За нас веќе нема работа, нема леп. И има, само сега ќе користиш Excel, ќе работиш побрзо, подобро, попрецизно. Ќе направиш анализи кои што претходно никој не се ни трудел да ги направи, бидејќи едноставно треба да работиш на една анализа 2 години со листи хартија. Да не го пропуштиме при крај, оној разговор околу моделот на финансирање. Океј, слушнавме, Brainstar е признаено од се повеќе државни институции, над 200 партнери, имате високи критериуми, не примате секого, не секој завршува, но тој што ќе заврши пред да заврши добива работа. И најважниот дел, клучниот дел, ова особено за родителите кои што сега не гледаат и размислуваат, ако имаат средношколец кој што се уште не се одлучил, има можност сега во август, токму следниот период да го направи својот избор, делот со финансирањето. Вие имате модел, тоа ме потсети на американскиот. Со една клучна разлика што ќе ти ја кажам. Ајде, сакам да слушнам. Моделот се вика Study Now Pay Later, односно плати сега. Студирај сега, плакај по дипломирање и вработување. Да, плакај по дипломирање, при што паралелно ја кажувате и она синтагма дека вашите дипломи вработуваат, односно дека ако некој заврши на Brainstar, има сигурно работно место, е се понатака како ќе се развива кариерата, нели? Тоа си е лично до некој. Богдан, ние не би биле ни комотни да го полудиме овај модел кој што ќе го опишувам, студирај сега, плакај по дипломирање и вработување, ако не сме сигурни во квалитетот и во можноста да ги вработаме, пошто ако не се случи тоа, како не ќе го сервисираат, ќе ја сервисираат школарината према нас подоцна. И морам да кажам дека на Балканов сме единствени, тоа сум го проверил сигурно. Предпоставувам дека тоа е замашна сума што треба да обезбедите како гаранција за да може да си го дозволите тоа. Види, секоја година ние пошто тргаме на страна, пошто секој еден кој што ќе се квалификува може да ја искористи оваа можност.
Значи многу е лесно, ние имаме таргет, односно квота од 125 студенти. Студирањето годишно е околу 3400, измеѓу 3450 и 3650 евра, значи доаѓа над 10.000 евра, ако го помножиш едното со другото, доаѓа 1.250.000 евра. Значи тоа се средства кои што ние сме спремни и ги инвестираме и ги ставаме на располагање, бидејќи од друга страна трошоците не чекаат. Значи вие морате да исплаќате плати, да инвестирате. Повработување на мојот студент ќе ти платам. Ќе ти платам. Не може, така што е прво позамашна сума, второ моделот е прилично уникатен. Значи на цел Балкан нигде како нема, тоа сум го проверил, во Европа постојат вакви модели, меѓутоа се разликуваат од нашиот. Ајде да го опишам што е моделот. Значи кај нас секој студент кој што ќе го положи приемниот испит, ќе го помине интервјуто, се квалификува за можноста да студира за 0 денари се до дипломирање и вработување. Што значи 0 денари? 0 денари значи дека нема 300 денари за пријава. Нема 500 денари за книга, нема 700 денари за не знам каква такса. 0. Нула. Значи во текот на студирање е 0 денари. Еден денар може да не потроши. Само да доаѓа, да слуша, да полага. Може би во иднина ако треба да патуваат во странство и треба да се осигураат, значи тоа пошто е лично осигурање. Ќе има до сега немало таков случај, значи 0 денари. Почнува да тече школарината по дипломирање или вработување и тука им нудиме што е специфичноста да плата на до 36 рати без камата. Тука е моментот на разлика. На разлика од онај student loan или студентски кредит. Бидејќи во Америка ти го добиваш истото, меѓутоа пошто плаќаш камата која што во просек последно што читав кај нив е 8 до 9%. По стамбен кредит. И на крај 30 до 40 години ја враќаш, на крај ти враќаш пута 3, пута 4 од тоа што сега кога ти била школарината, не знам, во Америка $50,000, враќаш $200,000. И кај нив тоа голема тема, не знам, предпоставувам поголем дел од коледжите функционираат по тој начин. Тоа е и банкарска услуга кај нив и поврзано е тука и да кажеме стандарден модел на финансирање на услугите кај нив и општествен, и општествен проблем веќе. Во сите претседателски кампањи слушаме по некое ветување за студентскиот заем, односно кредит. Мислам дека сега Бајден пред да замине нешто имаше ослободување, некој отпишуваше долг. Да, е голем општествен проблем. 36 рати без камата. Значи 3 години учи без со 0 денари. Фактички да, му ја делиш ти годишната школарина на 36. Како да би ја плаќал, како да месец за месец, од како би се запишал, нели, на 36. На 36, меѓутоа тоа тек по дипломирање и вработување, зашо е определено и 36 месеци, пошто кога ќе ја поделиш школарината доаѓа некоја сума околу 300 евра месечно, што е целта? Иако рековме дека просечните плати се околу 100,000 денари, ако не се лажам, 2400-500 евра на масет беше во секторот, почетничките плати се околу 600 евра. Значи не се толку високи. Ние работиме со почетнички плати, пошто креираме почетници. Што е целта на овој систем? Значи од кога ќе ги вработиме студентите, они да може да си го сервисираат тој долг од 300 евра со минимум 600-650 евра плата која што ја добиваат и да им останат пари и за функционирање и за 3 години да си го исплатат тоа. А најголемата цака е дека целото образование, кога ќе стигнат они на просечно ниво, не на напредно ниво, на intermediate level, целото образование ги чини помалку од една годишна плата. Значи, ако моментално 2,5, не помалку, као 4 месеци работа, ако ти е просечна плата 2400 евра, тоа значи за цела година земаш 26-27 евра, а си исплатил за образованието 10.000 евра. Меѓутоа, го тргаме тоа на страна. А тоа не се нереални бројки што и кажуваш ти. Државен завод за статистика и масата. Значи официјални просечни бројки, меѓутоа пак ти кажувам, ние работиме со почетните, пошто он го исплаќа на почетокот и со тие почетни плати од 600-650 евра за 3 години, кој што ретко останува некој на 600-650 евра, може да се го сервисира тој долг без никаква поддршка од своите родители, ако не ќе да има поддршка, ако сака независен или не дај Боже, ако не е финансиската состојба толку добра. И во тој аспект ние овозможуваме и на најдобрите и на кој било македонски матурант кој што е заинтересиран да влезе да студира,
без разлика на финансиската ситуација, да дојде кај Ако нас е и да го потенцијален откористиме. талент, да дојде и после да има можност да си го реализира. Нас ќе не биде и чест. Мислам, колку подобар и по талент, значи да, во и за вас е показател за квалитетот. Дефинитивно. 8 август на 16 како што дознав имате закажано отворен ден, еве финално да ги упатиме оние кои што се заинтересирани да ја испитаат опцијата да се студира на Brainster. Што се случува на тие отворени денови? Значи многу едноставно, тоа на англиски proof of concept. Значи Добро. го докажуваме ова што го збориме, пошто го зборам, го докажуваме со практични примери. Прво нормално нашиот основач генерално го опишува моделот и ова генерално ја што го зборам. После тоа има дел кај што зборуваат наши студенти. Значи кај што го даваат своето искуство. Што го поминале патот. Што го поминале патот и ги презентираат решенијата софтверски кои што ги изработиле, за не биде моментов дека Да. Току, значи што изработиле, што направиле, кај сега работат и како се снаоѓаат и на крај ги имаме и компаниите. Значи компаниите ние покрај државните институции ги кажавме и овие големи компании IT секторот, соработуваме и со меѓународни организации, да речеме соработуваме со холандска амбасада. Така што мене ми импонира дека во овие 3 години сите делови, релевантни делови, државни институции, големи компании, IT сектор, меѓународни организации, работиме со UN Women, делот Обединети нации, ни даваат доверба во овој дел и тука ги носиме компаниите да си ги кажат своите искуства, за да може родителите и идните студенти на тој отворен ден да не ме слушаат мене, Петар или кој било внатрешен, тога ја слушаат родителите, се извинат студентите и дипломците, родителите нивни, може ги имаме дел за родители и на крај компаниите, они да си кажат, они да си кажат кој е искуството со нас, бидејќи знаеш како е во Македонија, можеме да збориме до заутре. Ние, меѓутоа, нас не е целта да дојдат на овој отворен ден, да се запознаеме, да видат кај би студирале и да слушнат не од нас, туку да слушнат од другите, овие сите релевантни чинители што ги избориме, што сме сработиле, како сме сработиле, кај се сега, дали сме ги задржале ветувањата, дали сме ги исполниле ветувањата и т.н. Значи, тоа е 16 август. 16 август, сабота, од 11 часот почнува. Пријавување има, онлайн пријавување треба да се остави само на сајтот на next.edu.mk, има таму апликацијска форма, име, презиме, телефонски број треба да се остави, имейл, нормално се јавуваме, ќе ги пречекаме и се надевам дека сами од прва рака ќе видат што зборат другите за нас, бидејќи нормално е тие, како што кажав, можеме сами да се фалиме колку сакаме до утре. Во оваа држава имаме и негативни искуства во оваа држава со тој начин на функционирање, меѓутоа отворениот ден е баш тоа, се тоа што го кажуваме како функционираме, која методологија со компаниите на ИТН, да се кажат постоечки студенти, нивни родители и компании. За крај те моламе на споредба ми направиш колку влези до каде што сакаш во таа споредба, но со кои се предностите, кои слабостите на приватното студирање, односно на приватните коледжи као Brainster Next во споредба со државните, или ако сакаш конкретно еве и во потесна сфера, нели IT софтвер, нели со Финки, со УГД мислам дека има Fate и Brainster, бидејќи нели покрај се, сите сте високообразовни институции, но предпоставувам постои некое здраво, се надевам дека е здраво ривалство меѓу едните и другите, постојат разлики во начинот на функционирање. Сакам да те ставам во чевлите на студент кој што утре би размислувал дали да идам на Brainster, дали идам на Финки, дали идам на Гоцедолчев, дали идам на Fate, дали за Словенија го покривме. Така, види, генерално не би зборал со конкретни примери, би зборал малку по-генерално, ама ќе ме разбереш што сакам да кажам. Многу е различен системскиот пристап. Она што е најголем проблем во државниот сектор, без разлика дали е компанија во државна собственост, институција, образовна е непостоењето на систем, односно многу тешкиот начин на имплементирање на систем. Што значи тоа? Инертноста на... Не толку инертноста, туку јас сум сега дека, утре заутре ќе дојде некој друг, 4 години, па почнуваме нанова.
Па дали имаме клики интересни внатре, мислам лоби групи, ја те сакам тебе, ти не ме сакаш мене. И сега не можеш да наметнеш ти Носи систем. сигурноста на работното место од друга Така, страна. не можеш да наметнеш систем ако сите тргаме во различни страни. Значи ја тргам наваму, ти тргаш натаму, па утре заутре ќе се смени декан, ректор ќе дојде од друга проминенција или лоби група или како сакаш наречи го. А третата работа е тоа што го спомна ти, моментот на, би го рекол, недостаток на меритократија. Значи јас сум професор и ја ќе предавам транзистори. Тоа сум го предавал цел живот. Нема се изфрлила, јас сметам дека ова е клучно. Дека е многу важно да знаат како функционира транзисторот, да знаат како функционира. Или имаме, не знам, имаме 6 математичари, мора да има 6 математички предмети. Да, екстра проблем е, да. Екстра проблем е. Другиот момент е при непостоење на тој систем што го и недостаток или на немаме информатичари, па математичарот ќе предава. Мене ми се случило на факултет. Асистентката по математика држеше вежби на информатика. Дефинитивно. Иако беше во такви години жената да ние сите бевме повешти. Бил Гейтс за неј. Но тука е зема плата, нели? Има празно место, ајде. Го имаш и моментот на добива сите дел од професорите своји компании си имаат ресерч проекти, се е разделено вниманието, фокусот на внимание. Па многу често знаеш, ја на правен факултет многу често во 70% случаите професор не гледаш, гледа само асистент. И тоа се оние акутни слабости на нашиот државен образовен систем, мислам и за другите државни институции, што се прилично тешки за надминување. Тоа е разликата во приватниот сектор и зашо кога збориме со државните институции за овие проекти на кои што работиме, викаме дека ние сме многу мали и мораме покрај државните образовни институции да ги активираме и приватните на тип на јавно-приватно партнерство, пошто ние сме многу пофлексибилни. Имаш меритократски систем. Значи, ние покрај тоа што ги оценуваме студентите, ние бараме од нив, нас да не оценуваат. Колку се задоволни од наставата, што научиле и на покрај оценките. Сега нормално, имаш релевантни и нерелевантни коментари. Може некој ќе рече, не ќе да учам алгоритми. Да. Тоа е нерелевантно. Меѓутоа, релевантен коментар се зема во предвид, се збори со предавачот, ако едноставно се гледа дека не ги задоволува стандардите, него продолжуваме со работката. И имаш систем кај што сите работиме, значи тоа ние работа, земаме плата и ако утре за утре, ако ја не ги удрам моите таргети, ја ќе бидам сменет. И дел од моите колеги ќе бидат сменети, бидејќи тоа е целта. Значи едноставно ти се фокусиран 100% на тоа што го правиш, да ги удриш таргетите, плюс ние живееме од тоа. Ако неаме квалитет, ако не понудиме се тоа што го зборам, ако не го имплементираме во пракса, ние за 5 години можеме да ставиме слободно клуч на врата. Пошто, како што кажав, на крај на денот, во нашиве науки, многу брзо се гледа дали некого го бива или не го бива. Не е ова некоја, не знам, абстрактна наука, па кај што можеме ја и ти да се сложиме, или да не се сложиме дали некој е добар или не е добар. Критика на уметнички дела. Кодот работи или не работи, дизајнот продава или не продава. Ако сето ова не е така, значи ние се пукаме во нога и утре заутре работодавците, индустријата ќе каже Brainster Next не фала. Тоа се шири, нема ни да сака да ни се партнери во сите овие реални проекти, хакатони и т.н. Едноставно ќе ставиме клуч на врата. Мислам дека тоа е суштинската разлика, системот и фокусот. Ево да кажам као две работи, со тоа што не би сакал да генерализирам. Значи има државни образовни институции кои што сите доаѓаме од таму, да, сите сме ние двајца сме од Тулким воедно и нормално сме горди. И Петар од Машински, да, дефинитивно. Значи има професори, институции кои што одлично си ја работата, меѓутоа е многу тешко да се задржи конзистентност, бидејќи системот зависи од поединци. Знаеш, ти милион пати сме го гледале тоа во историјата и од аспект овој бил министар, па доаѓа онај министар и се случува као да не постоело нешто претходно. Да, точно така. Верувам дека се тоа што го разговаравме вечерва, некои
85-6 минути, Машала. летна баш. ќе им користи на сите оние кои што во моментов имаат одлука за носење и можеби некакви дилеми околу тоа каде студентите, средношколците каде ќе започнат со студии. Извини, уште едно прашање, можно ли е студент да се префрли ако се запишал? Секако. Да? Секако, значи ние на нашиот високообразовна институција и на сите високообразовни институции се постои процедура за која што они носат доказ, евалуација, еквиваленција. Да, они носат доказ дека ги положиле испитите, ја принесуваат програмата, па после Вие тоа гледате што тоа е валидно нашиот наставен совет гледа и академскиот координатор дали е апликативна, па се признаваат предмети и сите предмети кои што се признаваат се одбиваат од цената на школарината. Кај нас ние веќе имаме такви случаи од фејт, од финки, така што е стандардно. Но и за оние кои што нема сега да запишуваат, туку до година, за 2-3 и така натака, верувам дека ова беа доста корисни информации, чисто да, знаеш, кога човек еве, јас имам мали деца, нели, ќе бидат студенти за 13 години, ќе биде керка ми за 15 син ми. Меѓутоа, уште од сега размислувам, нели, бидејќи сваќам дека морам цело време да се апдейтирам и да размислувам за начинот на живот, за промените кои што се случуваат на глобално ниво. За можеш да им помогнеш да ги насочиш. За можеш да им помогнеш да ги насочиш. Токму така. Така да ти благодарам за одвоеното време, посакувам успех во мисијата која што си имате зацртано и со академиите, и со Next College и со NU, Академијата за талентирани средношколци, па еве и во Хрватска и во други земји да продолжи ширењето и извезувањето не на умови, туку на образование од Македонија во земји од Европската Унија, што е исклучително важно. Па се гледаме во следна прилика со нешто ново за дискусија. Александар Клашниновски, генерален менеджер на Брейнстер Next College. Благодарам, повели за крај. Фала ти, Боби, мислам дека фативме све. Драго ми беше што ти бев гостин и нормално остануваме на располагање и се гледаме кога има некои новости и за се што треба стоиме на располагање. Гледаш дека ова твое огнено крштевање прв пат во долг формат на телевизија не беше толку страшно. Воопшто. Добро се снајде, одлично се стади и ти благодарам уште еднаш. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Следна средба четврток по 22:30, а ова што го чувте вечерва знам дека многу ќе ви се најде и многу ќе ви користи, без оглед дали сега ќе решавате некои одлуки за година, 2, 3, 5 и така натака. До следното гледање стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо. Главата горе.